Денеска Советот на Општина Пилеп одржа својата 32-ра редовна седница на која што беа разгледувани повеќе точки на дневен ред кои што се во интерес на граѓаните на Општина Пилеп. Навистина денеска имавме една победна седница со повеќе точки кои што беа стасани и стигнати до Советот на Општина Пилеп и ние како Совет мораме да бидеме поекспедитивни во делот на решавање на сите оние прашања кои што се во интерес на граѓаните на Општина Пилеп. Ќе напомнам неколку кои што бе разгледувани денеска. Советот даде согласност на програмите за изведување на научно-наставни екскурзии во учебната 2019-2020 година во основните училишта за 3, 5, 6 и 9 одделение. Советниците ги усвоја измените и дополнувањата на решението за именување представници на Општина Пилеп во училишните одбори на основните училишта во градот. Усвоена информација за безбедносна состојба на подрачјето на полициска станица од општа надлежност Пилеп за првото полугодие од 2019 година. Членовите на Советот ги прифати одлуките за пресметување на бодот на платите на вработените во јавните комунални предпријатија во градот и Домот за стари лица Киро Крстевски платник. Советот на Општина Пилеп ги изгласа предлог одлуките за легализирање на бесправно изградените објекти на граѓаните на Општина Пилеп и населените места. На денешната седница советниците дадоа согласност на годишниот план за вработување во 2020 година на Домот за стари лица Пилеп и промена статутот на Домот за стари лица. Членовите на Советот на Општина Пилеп дадоа согласност и за други прашања кои се во интерес на граѓаните на Општина Пилеп. Со оглед на тоа дека навистина денес имавме една пообемна седница на Совет, советниците во рамките на надлежностите кои што ги имаме во Советот на Општина Пилеп ги донесовме овие одлуки во интерес на граѓаните на Општина Пилеп. Тука беа повеќе точки кои што се однесуваат на легализација на бесправно изградените објекти и ние како локална самоуправа, како Совет на Општина Пилеп максимално се трудиме да бидеме ажурни, час поскоро да им излеземе во пресед на граѓаните за да можат да ги легализираат своите бесправно изградени објекти.